почнав да работам во МВР, во оваа зграда, не овде на друго место, бев во специјалната единица. Во 96-та отидов во Тигрите. Во 2001 година ја бранев Македонија. Во Рачиново целата крв ми истече. Никој не веруваше дека ќе останам жив, но преживеав. Преживеав за во 2006 година Во 2006 година еден голем дел од нас бранителите му дадовме подршка на Никола Груевски, во кого што многу верувавме. Бев на риби на Мантово кога слушнав дека некоја си Гордана Јанкуловска станала министер за внатрешни работи. Јас неа ја знаев како кафе куварка на Груевски, како секретарка или шеф на кабинет, питај Бога што беше. Но кога слушнав дека таа стана министер за внатрешни работи, Бога ми веднаш се загрижив. Но тоа не беше се. Си ја стави секретарката министер за внатрешни работи, но си го стави својот братучет за директор на државната безбедност. Сашо Мијалков. Сите ми зборуваат како не ти е страв да го спомнуваш, немој ќе завршиш како Јуве. Па што е тој, дали е надчовек? Потрошија милиони евра за најсофистицирана опрема, но не за борба против криминалот, не за безбедносно разузнавање и контраразузнавање, туку за политичка шпионажа и за економска шпионажа. Се однесуват како МВР да почнува од нив, како да го добиле во наследство, како татко или мајка и да го препишал. Забораваа дека со децении луѓе вложувале во ова министерство, ги давале своите животи, своето здравје, својата професионална кариера, за тие сега да можат да глумат министри, директори и началници. Си го стави својот бодигард, познат како Урко, за заменик комендант на Тигрите. Тој нема еден ден работено во Тигрите, но заменик комендант на Тигрите. Да земе некој пара повеќе, платата била повисока. Знае ли да пука? Наместо професионалниот кадар од МВР со долгогодишен стаж си носеа партиски и фамилиарни луѓе. МВР ја направија дувло на нивната фамилија. Забораваат на Јуве Бошковски, кој што во 2001 година ја предводеше македонската полиција во борбата против вооружените екстремисти. Еден поздрав до братот Љубе Бошковски. Љубе! Кој што наместо да му дадат одликување затоа што се бореше за Македонија, затоа што ја предводеше македонската полиција, затоа што лежеше затвор за Македонија, тие го пикнаа во зонданите во Итризово. Колку злоба треба да има еден човек за така да се однесува кон оние кои што ја бранеле својата држава. Но тоа не е се. Полицајецот Зоран Ангеловски од Скопје зема 10.000 евра како оштета затоа што беше тешко ранет. Минатиот месец му одбија 7.600 денари. Првата рата од 15.000 евра кои што треба да ги врате. Какви луѓе се оние кои што бараат од војните инвалиди со законска затезна камата да ги вратат крвавите пари?
наместо да се смилуват, да ја повлечат тужбата, тие го викнале и му рекле, излези на пресконференција, зборуве против генералот Ангелов и ќе ја повлечеме тужбата. Во 2001 година се борев против албанските екстремисти, но денес се борам против пропагандните екстремисти на ДПМНЕ. Секојдневно некои чудни типови се појавува по нивните телевизии, по нивните емисии и ме напаѓат и се чудат кои биле мотивите зошто сум во Сојузот за еднината. Но јас ги порачам дека тие се како мали кутриња кои што лаат по мене, се додека еден ден не ме налутат и да и се свртам. Па да видат со кого си имат работа. Како што кажав и на сите претходни собери, постојано ме напаѓат зошто сум отишол со Бранко Црвенковски. Јас не отидов со Бранко Црвенковски. Јас отидов со тимот на Бранко Црвенковски, со екипата на Бранко Црвенковски, а тоа е Сојузот за еднината. Како што реков, пак ќе и повторам јасно и гласно, кога би требало да бирам помеѓу лажниот патриот, политички узурпатор, политички плачко и политичка кукавица Никола Груевски и политичкиот ветеран и воин Бранко Црвенковски, без размислување ја бирам екипата на Бранко Црвенковски. А тие нека плачат колку сакаат. А за крај, ќе ви кажам една молитва која ја кажувавме во 2001 година, но јас ја повторувам целиот овој период. Господи, чувај ме од зло и дај ми сила да го опрнам мојот дом, мојот народ, мојата Македонија, да живее Република Македонија!